И поздравствуйте, јас сум Стефан на каналот Цеглана, како што можете да видите. Ма немој. Се надевам дека сте ми добро и дека сте спремни за уште една доза на дебелана. Бидејќи ако ме следите веќе подолго време, запознаени сте со глупите закони на светот. Бидејќи ако ме следите некое време, сигурно сте запознаени со глупите закони широм светот, за кои веќе направи 2 дела, а сега оди третиот дел кој е воено и последен. Првиот интересен закон ни доаѓа од Франција и гласи вака: забрането е да се произведуваат и продаваат лутки со ликот на IT. Причината за тоа е тоа што лутките кои не се со човечко лице се забранети во продавниците. Но важно дека лутките како ова и ова се дозволени, бидејќи се полни со топлина и љубов за секое дете кое до крајот на животот сака да има траум. Во Турција прикажување на филмови во автобус, поточно во јавен превоз, е забрането уште од 1984 година. Причина за тоа е несреќа која има предизвикано возач кој со рака пробал да прикрие една љубовна сцена и направил несреќа. Тогаш во несреќата умреле 17 лица. Во Вермонт жените мора да добијат писмена согласност, односно писмена дозвола од нивниот маж доколку сакаат да носат протеза. Во Кентаки е илегално да носите скриено оружје кое е поголемо, односно подолго од 1,8 метра. Добро, па каде ќе го скриеш тоа, жити се. Во неколку исламски држави на мажите им е дозволено да имаат секс со овца, но е строго забрането таа овца да ја изедат. Тоа се смета за смртен грев. На луѓето во Конорсфилд им е забрането да пукаат од пиштол додека нивната партнерка доживува оргазм. Во Сиена, Италија, забрането е да бидете проститутка доколку се викате Марија. Чекај. Во Лондон е забрането да водите љубов на паркиран мотоцикл, а во движење не е. Ако да, така треба. Во Флорида децата не смеат да го читаат Хари Потер без писмено одобрување од нивните родители, бидејќи во книгата се спомнуваат нехристијански ритуали. Од 1934 година на сила стапил закон кој гласи чудовиштето од Лохнес под услов да постои да се смета за загрозен вид. Во Канада е забрането да го напуштите авионот за време на лет. Во Дейтон Бич на Флорида казнено ќе одговарате доколку насрнете на канта за отпадаци. Чекај, зарем луѓето и тоа го прават. Ако сте во Кина и видите некој како се дави или како паѓа од карпа, пуштете го да умре или сам да се спаси. Доколку му помогнете, ќе бидете казнети за мешање во судбината, поточно и нивната. Гледај, знам дека овој бетонски блок ќе те столчи доколку не ти помогнам, ама законот си е закон. И мене баш ми требаат 15 години затвор поради тоа што сум ти го спасил животот. Премногу бараш. Ако во Илузијана некого гризнете со вашите природни заби, тоа се смета за лесен напад, но доколку забите се вештачки, тоа пак се смета за тежок напад. Во Тексас се забрането на некого да му се заканувате со празен пиштол. Па да, Тексас, ништо чудно. Во Оклахома, после 7 часот попладне е забрането да држите за спијано магаре или магаре во туш кабина. Во Израел можете да бидете казнети доколку во недела си го чепкате носот. Во Шведска е забрането да ги користите услугите на проститутка, бидејќи проституцијата во земјава е легална. Сосем логично, зарем не? Во Чикаго е забрането да јадете во просторија во која што има пожар. Во Тексас се забрането да си го продавате окото. Еве го, јас веќе ставив оглас, го продавам моето лево око, помалку е користено. Од десното во одлична состојба и цената не е фиксна. И тоа би било тоа од третата во последната епизода од глупите закони. Доколку ви се допадна видеото, бапнете му еден
лайк, isto така pretplatете се на канала за да станете член на македонската фаланга на супергерои. Isto така можете да се pretplatите поточно да се сабскрайбнете за да не за да станете все ако ги станете член на македонската фаланга на супергерои, но isto така и до краят на летото да стигнем до тия боженски фамозни 100 pretplatnika, бидејќи после 100 pretplatnika каналот има да греми уште повеќе поточно. Следува втора фаза од каналот и за така специјалот ќе ви биде интересен. Ви благодарам што гледавте видеото, ние се гледам следниот пат, а до тогаш уживајте. Поточно, поздрав!